но регионот ни е посебен, најземјоделски регион. Навистина, порано важеше за хранител на цела бивша Југославија. Верувам дека можеме во многу што да разговараме со бизнисмените по повод планот за живот во Македонија. Денеска нова средба со бизнис секторот во Кавадарци, овде од Кешијата, ќе поразговараме за акутните проблеми со кои што домашните компании се среќаваат, но секако и компаниите кои што се дојдени овде во Македонија. Намерата е државата на вистина да биде партнер во поддршка на нивниот раст и развој, заради тоа што тие се тие што обезбедуваат плати, од нив ќе очекуваме да ги покачат платите и минималните и просечната плата во Македонија, а од нив очекуваме да го полнат и буџетот во Македонија. За сето тоа да се оствари, државата треба да даде сериозна поддршка, како би биле тие поконкурентни на домашниот и на меѓународниот пазар. Она општество за кое што сакаме да зборуваме е едно поинакво општество од сегашното. Општество каде што ќе нема казни и заплашувања, туку ќе најдат во владата вистински партнер кој што ќе им биде директно помош за сите детали кои што секојдневно бизнис секторот ги имат во нивното работење. Можеби сум единствен политичар од самостојна Македонија од 25 години кој што доаѓа од бизнис секторот. Ги знам проблемите на бизнисмените. Знам што значи да се произведе, да се продаде, да се наплати, да се обезбеди плата. Колку брзо доаѓа први во месецот, па да се платат даноците. Навистина ги знам во суштина и по структура сите проблеми со кои што се соочуваат бизнисмените и верувам дека ќе изнајдеме вистинско решение. Според мене филозофијата на економскиот раст, на среќата економска кај граѓаните лежи во деловниот сектор, кој што мора да биде социјален, кој што мора да биде општествено одговорен, кој што ќе знае да прави фер распределба на профитот помеѓу капитал секторот и работникот. Убеден сум дека такво време доаѓа, тоа е животот кој што го очекуваме сите во Македонија.